така кој обично. Кучината си ла, карванот си врви, луѓето се бунат, овие другите се на одмор до први или потаму некако, не знам како е. И то ти кажува доволно затоа зошто сме нова дереđe кај што сме. Дури во вакви трагедии не можеме да се обединиме и да сватиме дека промена на системот не значи промена на луѓе, дека решение на проблемот нема никаква врска со политика. Се работи за промена на табието, промена на то како работите функционира. Јас знам дека е тешко, нема ништо потешко од тоа да промениш начин на функционирање, да промениш навик. Без разлика дали се работи за обичното твое секојдневие, дали се работи за зависност од нешто, дали се работи за систем, небитно, навиките. Ние луѓето сме суштества што се склони на навики и тоа е најтешко да се отстрани. Пошто таа пуста комфорт зона им убиено поќе со ништо од било што друго. Ама фактот стои дека промени ни треба. Дека не сме и поќе работите вака да продолжи. Пошто кој што рековме за промени треба време, ако не почнеме со време да ги менваме работите, ќе дојде момент кој ќе е предоцна. Ама тогаш нема биде предоцна само за мене, за тебе или за некој друг, туку ќе биде за сите. Тоа како што рековме, сите сме дел од тој систем. Така што дај да удриме се на шпица и да почнеме да правиме реален муавет околу промените, пошто ако не го почнеме ние тука, на тие што се во медо нема дефинитивно му текни да го почне. Ајде ватуле, пуштај. Ако било кога постоел пример за муавето поголемио поќутва, ова е тоа. Тоа е таа моќ за која се борат луѓето и делат флаери, знамиња и трчат и од едната и од другата страна правиме муавет. Тоа е таа моќ да одлучува. Сагаш оиш на работа, сагаш не. Саш лапаш патни трошоци, саш не лапаш. Додуше тоа да не лапаш патни трошоци видовме дека не постои, нема врска. Битно дали имало криза, дали некој се буни, дали нешто треба да се решава, не е битно, ебате, ако ти стои на одмор, си оиш на одмор. Вие не сваќате, море, ова е пацифистички подвиг. Муавето е зошто се караме, ко можеме да си поќутиме. Народот сакаше да биде изслушан, така еве луѓето остаја работата за да го слушат народот. Шо е проблемот? И вие па какви сте, само се буните за него. И се завие од партите што слушате и што пренесвате пада појас. Ако се думате за кој прамуаве, за вас прам, за сите вас. Како што рековме, овде нема да има поделби на народ. Овде народот треба да е обединен. Пошто ова ги засега сите од сите страни. И ако нешто мразам во вакви работи е политизирање на настаните. Демек сега ние ќе влезиме во народот и ќе глумиме загрижени граѓани. Ама интересно е мајка да како никој не глуми загрижен кој е влезен во медово длабоко. Само кога ќе му дате едно мало лајче од страна срка, тогаш малце загриженоста почнува да расте. Битно кога си во медо, супер е се, розево. И ова ситуација, како и сите претходни ситуации, јасно ти покажуваат колку на никој не му е гајле народот шо збор. Народот ти вели некиме политизација, ти е пепел направи од политизирање. Ова е вака било, онај така било, онај онака било. Народот ти вели бараме одговорност и одговорновата е клучо на собранието, так на одмор одиме. Еш уште појако, што дел од луѓето што се во собранието не ни знаат дека се на одмор моментално. Има луѓе што се на одмор нон-стоп. Абе државно бе бат. Нема поубаво државно, не е за џабе речен. Се за муабето што ќе направам следен мош ќе ме осуди пола Македонија, ама ако баш што нема поубаво државно, една од главните причини зошто сме нова да рече. Оти ќе речиш, пошто се дури постои место кај што ти ќе влезиш на работа и ќе земаш плата. Та работата ќе ти биде сигурна без разлика на ништо, решение бате. Та се дури то постои, ќе постои овај систем никаков што го има. Пошто ти текнува муабето што правевме за навиките, за таа комфорт зоната. Нема поубаво државно е таа комфорт зона. И сега не се сватиме погрешно, ти сигурен сум дека ќе се свати. Јас не викам дека треба не постојат државни работи. Постојат работи што ги дава држава. Ама во сите нормални земји во светот што одат нагоре, што одат напред да рече, работните позиции ги држат луѓе што се најспособни за таа работа во тој момент. Што значи ако те бива ќе работиш бе. Ако не те бива тебе, има некој што го бива. Што значи или ќе работиш и ќе се надградваш себе си, за да одиш ти напред и да оди компанијата напред и државата напред, или ќе работи некој друг за да оди работата напред. Се тежок концепт е тој да се прифати тука, ама го ќоиш Германија лесно се прифаќа, така? Пошто го ќоиш таму, или ќе работиш, или ќе работи некој друг. Е исте принцип. И тука може да биде така. Само што кој ти го дава државно, ти немој молим те. Немој, тоа е ерес, јас што го зборам сега во ушите на некои луѓе таму што слушаат. Како ти некој се борел знамиња, одел ваму таму, пишале решение и сега јас да велам да го нема то. Како то не сме да биде? Зато сме нова да рече. Зато нити работат оди напред, нити луѓе што имаат завршено школи што работат и што се многу поспособни ќе се вработат, зато ќе одат негде надвор кај што ќе ги примат и кај што ќе се вработат и кај што ќе ги ценат. И најбитно од се, баш тоа ќе биде главната уцена на сите што целат да бидат врвот во држава. Пошто кога што има врз, и кога што има ветување и убедување, и кога што се прат ујдурми за то пусто државно вработување, еве ја. И то не збораме за сега во моментот, збораме за изминатите 30 години, за сите целосно како систем беба. Како рековме, нема поделби поќе готово. Јавна тајна е ова, до кога ќе се правиме
сите на 3,5. Најмногу борби, најмногу врски и чуда се барат за пусто државни. И затоа викам дека тоа е еден од тие коренчињата на овој систем од труд. Оти што од почетоците на нашата држава гарант бил тој муабет. Ќе дојдел некој ден на таа страна, ќе присобере луѓе, ќе му рече: "Слушај, гласајте за мене. Има да ве вработам сите во државно по едно решение вака кој ви дам. Рајат бате, ни работа ни сабота, платата да течи, стажот да течи убај на нареден живот." А од другата страна на друга група луѓе: "Слушај, ако ми изгласате мене, сите има ве вработам држава. И вас и жените, били на дома 2 плати државни стажови, пензија, мераци." Одма светнале очињата, плата, стаж, пензија, та. И од тука тие одат по другите. Слушај, имаме еден човек ќе не вработи држава. И тоа имаме еден човек ваму, имаме еден човек таму, после па се собрале многу луѓе за вработва. И тука влегол муабетове: "Слушај, многу луѓе се. Дај некако да подмачкаме некои патни трошоци нешто. Понесно да влези работата подмачка. И овде подмачка и онде подмачка и толку системо. Е така се прави трул систем." После ќе ми речи некој: "Шо сега јас ако го направам ова и готово ќе се среди работата." Абе ти ако го направиш правилното нешто може нема се среди. Ако го направиш ти, го направи тој, направам јас. Доволно луѓе го направиме правилното нешто или постапиме правилно, полега ќе почне се менува работата. Ќе земи време исто како што зеде систем. Пошто и тој не се расипа во една секунда, му требаше време. Исто така ќе треба време да го оправиме, ама се оправа. Само што на кој му зборам? Та друго зборам, ова има луѓе уште што го процесираат како можев, како смев да речам така за државната работа. Ти не памтиш Југославија како бе? Значи Југославија беше секоја чест како било и се е то во ред. Арно ама, за жал или за среќа, небитно, не сме поке таму. И то време нема никој да се врати. И то не значи дека сега треба со сила в провалија да влези. Пошто тргнати сме надолу. А ради пуста гравитација како оди удолницата се поке залет зема. Ако не прикочиме по совреме ќе влеземе в провали. Само што тие што треба го слушнат муабето и што треба ги почнат промените да го инспирират народ да направи лична промена. Нив не му се слуша пошто не му е гајлевате тие 1% што живеат во држава, што всушност живеат, пошто се друго е преживување. Нив не му е гајле пошто дали кој провалија или не, патните трошоци средени му се животот му е нареден, без разлика кој од која страна. Ама сите останати што преживуваме во државата, ние ќе го изваиме по дебелиот крај како и секогаш. Оти имаме еден човек ќе ни среди, абе кога ќе ни среди еден човек и тоа едно средено го ќе остани, што ти кажеш? Тоа е исто така еден од најголемите проблеми, што сите ги знаат проблемите, ама сите си ќутат. Оти на 90% луѓето му зависи работата од муабет. Не смеат да гугнат беба. Не сме никој збор да речи за ништо пошто сите сме криви. Без разлика дали некој те вработил, дали не те вработил, ако не си дел од проблемот, сигурно не си ни дел од решението пошто не е ништо решено, така? Значи си гледал со години збор немаш речено пошто шо знаеш. Така во Македонија се е шо знаеш, ќути има и полошо. И колку полошо бе, шо треба Блискиот исток да станиме? Чи крајно време е да земеме одговорност, се понашаме како возрастни, да си одговарат луѓе што треба си одговарат, да почне системот да функционира еднакво за сите и конечно еднаш во векот да почнеме мислиме како да спречиме идни трагедии, а не да чекаме нешто да се случи, па после сите генерали после војната да се прави. Да не чекаме да изгазат уште некој да го средиме со браќа. Да не чекаме да горат други луѓе за да се проверват лиценци, да се проверват работа. Да не чекаме земјотрес да мани, па тек после да проверваме и да кажуваме градежна мафија, ти реков ми речи. Пошто јас разбирам проценто убав, се е то супер. Се е убаво кога си во медов внатре. А па не дај Боже, во медов можеш многу длабоко влезиш да се загушиш. Што значи дајте дишете малце. Има доволно мед за сите. Ке си изнасркате, не е проблем. Не постои човек што бил позиција или опозиција што останал ненасркан. Во ред. Дајте да седниме, да најдиме чаре, да бидиме возрастни за работа. Да почниме отворено да разговараме. Нека се соберат најбистрите умови од државата и од странство, небит. Нека кажи народот што сака, нека кажат другите што сакат, нека кажат тие, да најдиме едно НЗС. Ајте да бидиме луѓе, да направиме на сите да ни биде поубаво. Пошто дур постојат вакви работи како државно и рајац, ќе постојат и уценувања за то пусто државно и рајац. А се дур постојат тие пусти уценувања и патни трошоци, подмачкувања и такви работи, ништо не прави. И дури мислите дека тоа е единствен начин се да функционира, се поќе надолу работа. И се дури мислите дека некој друг е крив, дур не си почнете сами од себе, никогаш нема го решиме проблем. Мислам менак ме најдот. Ако не, кој ве праша така? Јас моето мислење си го кажам. Дали сум во право или не сум, тоа е веќе ваша работа. Мој да ви кажам дека дојде крај на оваа епизода и да ви кажам искрено, ич не љубам кој треба да правам муабет на вакви сериозни теми. Ој не треба ни да ги правиме, бе, треба да се случват, треба да се дешават. Не треба јас да зборам за ова, треба мајтап да правам за некој. Ама ај прај мајтап. Па тек кога ми текне битола што се дешава. Ама ај немаме време денес. Ќе правиме тоа муабет наредната епизода, здравје Боже. Освен ако не дај Боже се случи уште нешто друго во меѓувреме, па да треба за тоа да правиме муабет. Да се надеваме дека ќе тргне работата на поар. Пошто јас лично знам дека не сум најбистрото човече на светот. Знам дека сам немам ништо да направам, ама шо знај? Си викам ако ги изборам овие работи јавно, може да ги сака и некој друг да ги избора јавно и некој трет, неки многу. Само треба некој да сака. И мислам дека доста е за денес, пошто од многу сакање почна ми се сака да ми се пријадува. Така што фала ви на вниманието, останете на нашата програма и се гледаме наредната епизода. Поздрав, имајте убав ден.